Денес, како што знаете, темата е инвестициите во нови иновативни производи, рецепт за лидерство на пазарот. Впрочем, и ова е темата која што е генерална насока на Стопанската комора последните 2 години, односно во делот на развојот на инвестициите, развојот на инфраструктурата, како и развојот на извозот. Денес со нас е господинот Митко Јанчев, кој што е собственик и генерален менаџер на Кожувчанка Кавадарци. Меѓутоа воедно и председател на регионалната комора со седиште во Кавадарци, која што на барање на компаниите, меѓутоа и на реалните потреби на пазарот, како најголема индустријска, но и во исто време извозно ориентиран сектор, и се отвори во претходната година и 16-тата регионална комора токму во овој регион. Јас би сакала на почетокот да дадам малку податоци, не само во овој дел на индустријата за производство на алкохолни, безалкохолни пијалаци и вода, која што впрочем го покрива овој сектор на денешната пресконференција, туку и малку податоци за во делот на земјоделско-прехранбениот сектор, кој што е еден од клучните сектори на македонската економија и кој што представува трет најголем сектор по услугите и индустријата. Впрочем и во периодот според статистичките податоци од 2005 до 2013 година учеството на земјоделскиот сектор во вкупниот бруто домашен производ е околу 12%, а заедно со преработувачката индустрија на земјоделски производи учеството се зголемува на 16%. Тој значително придонесува кон надворешната трговија, кон релативниот удел на извозот на агропрехранбени и рибни производи во вкупната трговија во периодот кој што го напоменав 2005-2013 и се движи во рамките од 16 до 19%. Едни од главните подсектори во прехранбената индустрија е индустријата за производство на алкохолни, безалкохолни пијалаци и вода, кој што секако представува важен сегмент од агроиндустрискиот комплекс. Накратко и податоци во Република Македонија во делот на производство на вода екзистираат 26 фирми со околу 1200 постојано вработени. Од нив 13 се домашни и се застапени со 24 брендови на вода, додека останатите, значи од вкупно 26, се странски компании кои што се воглавно од Србија, Хрватска, Италија, Грција и Косово. Индустријата во последните години покажува постојано зголемување на производството, најмногу поради зголемената побарувачка на домашниот пазар, што е резултат на силната пенетрација на малопродажните синџири и промените секако во животните навики на населението. Како илустрација, во 2013 година производството на сокови во државата бележи раст од 8% во однос на претходната година, односно 9% 2012 во споредба со 2011, исто така раст, а во истиот период производството на вода пак забележува раст од 6% во однос на 2012 година, односно кога ќе ја споредиме пак 2012 со 2011 се бележи повторно раст, но тука имаме поголем 37%. Од друга страна, вкупниот извоз на вода, кога зборуваме вкупниот извоз на вода, овдека значи спаѓа обична минерална вода и вода со додатоци според статистичките податоци, изминатата година забележува раст од 5% гледано количински, односно 11% вредносно. Во исто време увозот пак на вода има забележано тренд на опаѓање за 27% количински, односно 9% вредносно. Би сакала да кажам накратко и малку за компанијата Кожувчанка, која што е основана 1995 година како семена компанија и прва приватна компанија за полнење минерална вода во Македонија. Денес во нејзиното производствено портфолио постојат неколку бренда, како што е Кожувчанка минерална вода, изворска негазирана столна, Синалко бренд газирани сокови по лиценца, Синета негазирани сокови по лиценца, Енерджиес од Синалко енергетски пијалоци,
Меѓутоа исто така тоа е и прва компанија која што на домашниот пазар отпочна со производство на литарско пакување во стаклена амбалажа. За споредба, оваа компанија колку учествува и во производството и во извозот, во вкупниот извоз на вода во 2013 година, оваа компанија учествува со 1%, додека учеството на вкупното производство на вода која што бележи на Република Македонија, како што кажавме, зголемување, имаме значи учеството во вкупното производство на вода на оваа компанија 19%. Ке кажам уште тоа дека оваа компанија има 140 вработени и постојано се труди со инвестициските активности да го зголемува не само производствениот дел, делот во извозот, меѓутоа и делот на овозможување на дополнително вработување во оваа компанија. Во врска со ребрендирањето на вечето наша позната природно изворска вода, изворска, која подолго време е меѓу најконсумираните води на нашиот пазар. Велам во името на сите вработени во Кожучинка, затоа што и овој пат инволвирани беа сите кадри и луѓе во нашата фирма, кои, постигнувајќи го квалитетот на содржината на водата, сега постигнаа успех и во создавањето на идеално пакување за истата. Имено од технички аспект станува збор за имплементирање на прва асептична линија на производство на изворска вода во Македонија. Чест ми е што ова најнова технологија за производство на амбалажа сме први кај нас што го започна овој светски тренд, чие користење за подобро на сите нас. Сега новата производствена линија на изворска е асептична, го дава висок сигурност и квалитет на секој производено шише од 100%. Инвестицијата на оваа линија гледаме и идната амбалажа во Македонија. Се надеваме дека новата амбалажа на изворска ќе биде пример за сите други производители на негазирана вода, како на прво место што ги ставаме потрошувачите. Инвестицијата не чинеше 1.500.000 евра, а задоволството во вложувањето многу повеќе. Сега изворска е со нова екоамбалажа со 30% намалена користена пластика и подобро сочувана свежина на самата вода. Широко грло и лесно отварање и затварање, кое нуди посебен третман при полнење на самата вода. Капачето е помало за 50%, со што намален пластичен отпад. Новата изврска е со чист, едноставен дизајн и решение за реброста амбалажа, која ја прави лесно рециклирана за секој корисник. А за водата изврска, полната од најчистиот предел, локалитетот Васовград Кожув, планина, како и до сега гарантира Кожувчанка од кавалаци, синоним за традиција и квалитет. А македонските производители на вода, почнувајќи од нас па до било кој друг, имаат многу слаб извоз на вода. Сами прашавте кој е концептот за поголема залагање и извозно ориентирање. Значи, со оваа линија сега која што имаме земено за производство на негазирана вода, во старт трошковите ги намалува од 30 до 40% на производство, што значи дека конкуренцията е многу подобра и мислам дека можеме да понудиме сега наш производ на поширок пазар. Во Кожучанка работат околу 20 луѓе на иновација, значи тоа не е само за Кожучанка, тоа е за целата компанија и за Синалко брендот, Синета и Кожучанка. Иновациите ги ставаме во 1% кај нас, значи 20% од бруто обртот се инвестираат за иновации. Што значи тука спаѓаат и рекламите и сите работи, меѓутоа и самите иновации.